разговараме со директорот на Сдруженијето на новинари, ќе разговараме за македонскиот национален сервис, за јавниот сервис. Имено група пратеници предлагаат законот за аудиовизуелни медиумски услуги да се бира со мнозинство од гласовите наместо како досегашното двотретинско, а на тоа реагираше Сдруженијето на новинари, синдикатот и сите засегнати новинарски здруженија. Токму затоа го вклучуваме Драган Соколовски од ЗНМ. Добро утро, Драган. Добро утро, колежки, добро утро на сите. Испративте оваа реакција со став дека не треба да се менува досегашниот принцип на гласање со набирање на раководство на МТВ со двотретинско мнозинство. Ајде нешто повеќе за ова образложение. Да, па пред се би сакала да даме на кратка хронологија во контекст на ова прашање. Значи, во крајот на 2013 година, кога се носат новите закони поврзани со работата на медиумите, се бира 13 нови луѓе што се дел од управниот одбор, односно програмскиот совет на Македонската радиотелевизија, со мандат од 5 години. И кон крајот на минатата година, фактички, тој мандат заврши. Меѓутоа, со измени на истиот закон предходната година, нивниот мандат практично се продолжува по автоматизам, дури не се избрани нови. И пред неколку дена во Собранието на Република Северна Македонија по брза постапка беше иницииран предлог закон по предлог на неколку претеници од владачката коалиција, каде што се бара по скратена постапка да новите 13 луѓе, условно кажано, бидат избрани наместо со двотретинско мнозинство, со мнозинство од скупниот број на претеници во Собранието на Република Северна Македонија. Тоа значи дека практично тие 13 луѓе би биле избрани со нешто 60 плюс пратеници, и ако овој закон помине, практично ќе се намали цензусот за гласање во однос на управното тело на Македонската радиотелевизија. Ние реагиравме ново принципиелно, бидејќи сметаме дека двотретинското мнозинство е важно да се примени во делот на гласање на овие членови за управниот орган на Македонската радиотелевизија поради неколку причини. Прво, тоа беше залагање на медиумските организации покрај ЗНМ и на останатите уште во 2013 година, но освен тоа и Советот на Европа цени дека тоа е важен принцип да се запази. Разбираме дека можно е да биде и ризичен овој процес во основа дека може да биде блокиран од страна на опозицијата, бидејќи нема над компромис. Меѓутоа, од друга страна, наша грижа не е компромисот на партиите во Собранието, наша грижа е оние луѓе што ќе бидат избрани во програмскиот совет на МРТВ да бидат избрани со компромис, односно со цензус помеѓу претениците во Собранието и да имаат кредибилитет и интегритет и да ги застапуваат јавните интереси на граѓаните, а не на партиите. Драган, што е опасноста од носење на овој закон по скратена постапка, бидејќи се избегнуваат сите јавни дебати поврзани со ова прашање? Па да, во основа законот е многу краток, се бара само да се измени тој принцип, и тоа нас не фаќа малку во простор каде што не можеме да го разговараме воопшто. Знаеме дека веќе се досмени над 2 години со реформите во Македонската радиотелевизија и Агенцијата за медиуми, бидејќи да подсетам дека уште во 2019 пролета беше распишан конкурс за пријавување на нови кандидати за ова тело. И факт е дека оваа реформа за Македонската радиотелевизија е практично и една од реформите за европска интеграција кај што постојано се подсетува на извештаот во Европската комисија. Значи има причина зошто треба да се брза, меѓутоа сепак скратената постапка го скратува правото и на граѓаните и на организациите што ги следат овие процеси да разговара за поквалитетни решенија кои што ќе дадат подобар резултат. Во соопштението се вели дека партиските разлики не треба да бидат искористени како изговор со кој би се нарушил мерит системот за избор на лицата во овие тела, а ние неколку години наназад веќе разговараме и за политизираноста на лицата кои седат во програмскиот совет, но и дебатираме за тоа како раководството, односно луѓето во раководството на МТВ го водеа јавниот сервис долги години. Па прашањето ми е дали овој мерит систем
е навистина успешен, дали може би ни треба сепак некакви понатамошни залагања за да се уште да се подобри, бидејќи во минатото видовме ако бил тој мерит систем успешен, дали би стигнале до ваква дебата да разговараме дали е или не е квалитетен или политизиран програмскиот совет. Знаете, во поново време нашата земја бележи еден би рекол позитивен момент во извор на личности во поглед на одредени тела. Тоа е примерот со Државната комисија за спречување на корупција, ДКСК, каде што беа вклучени и граѓаните, и новинарите, и граѓанските организации во делот на именување, односно во делот на селекција на луѓето и во делот на јавна расправа. Сметам дека таков тип на принцип треба да се запази во извор на овие тела, бидејќи оние лица што се кандидирале да бидат членови на програмскиот совет на МРТВ и во исто време и во управниот, односно во советот на Агенцијата за медиуми, треба да се изложени на кон јавноста со цел новинарите, граѓаните, луѓето што работат во граѓанските организации да имаат можност пред да бидат избрани од страна на собранието, дури без разлика дали ќе бидат со двотретинско или со мнозинство од вкупниот број на претенденци, граѓаните да знаат дали тие кандидати донирале во одредени политички партии, дали тие кандидати се членови на политички партии, дали тие кандидати ги исполнуваат строгите критериуми и услови предвидени во самиот закон да се номинираат за таков тип на позиција. Затоа што на тој начин јавноста ќе цени дали тие луѓе што се пријавиле ги исполнуваат прво условите и имаат кредибилитет и дигнитет да се сносат со таа функција која што самите ја побарале од страна на државата. Драган, ЗНМ често апелира дека во јавниот сервис недостасува кадар, но и недостасуваат дописници од внатрешноста. Ако пред 10 на 15 години сме имале поголема бројка на дописници, сега тоа не е така, а ЗНМ работи на случајот веќе неколку години наназад, па ме интересира дали се менува оваа слика и дали очекувате новото раководство, новиот програмски совет да ја промени оваа слика во јавниот сервис. Да, секако дека очекуваме. Тука за волја на вистината мора да признам дека и тековниот програмски совет во рамки на новата стратегија на Македонската радиотелевизија која е 5 годишна, која што колку што сме информирани треба доправа да се усвои, ги прифати забелешките на Сдруженијето на новинари за дополнителен развој на дописничката мрежа на новинари и на сниматели во рамки на МРТВ. Именно тоа што ние бараме како организација, а веќе е дел од самиот нацрт стратешки план, е во 8 плански региони во нашата земја да има 8 дописнички центри кои што ќе има по неколку новинари и сниматели кои што ќе бидат вработени со полно работно време и ќе можат да известуваат за прашања што се од локален јавен интерес, бидејќи сегашната мрежа, иако е подобрана за разлика од претходните години, сепак станува збор само за десетина луѓе кои што имаат договори што се на неколку месеци и не можеме да се на еден начин да се радуваме на таков тип на мал успех, бидејќи факт е дека кога станува збор за Македонската радиотелевизија, прашањата за кои што треба да известува треба да биде на национално ниво, тоа подразбира дека мора да има силни дописнички центри за кога ќе има некои прашања што се од локален јавен интерес, да знаат граѓаните за истите и таму да има спремни новинари и сниматели кои што ќе можат на лице место да известуваат за прашања кои што сите нас интересираат. Така, пожарот во Струмички глобално и загрозувањето на статусот на Охрид во УНЕСКО се дел од тие теми кои бараат постојана дописничка мрежа, особено е тоа важно кога се станува збор за јавниот сервис. Драган, само уште едно кратко прашање сосема за крај. ЗНМ во моментов работи на изготвување на публикацијата за напади на новинари во текот на минатата година. Само накратко, што е заклучокот, дали се намалува или се зголемува бројот на напади, но и дали се зголемува бројот на откриени случаи, поточно решени случаи? Да, благодарам за прашањето. Еден од приоритетите на Сдруженијето на новинари е да инсистира на амбиент во кој што новинарите и медиумските работници кои ќе работат ќе имаат безбедност во својата работа. За 2020 година, според регистарот на напади на новинари, за жал имаме покачен тренд за закани напади. Тој моментално изнесува 14 скупно на број. Тука подразбираме најчесто закани по живот на новинари и медиумски работници. Физичките напади се намалени, земајќи во предвид дека ланската година
претежно работевме во некои посебни услови, дека беше нели година пандемија, се уште е практично, и тие закани и напади генерално беа изразени онлайн, а од 14 напади повеќе од половина беа кон жени новинарки. За разлика од 2020, од 2019 ова бројка изнесуваше вкупно 4. Значи, ако сме имале 4 напади во 2019, од 2020 тоа се 14, и навистина тоа е еден негативен тренд кој што треба да не замисли сите нас како општество. Зошто се случува? Меѓутоа, посебно институциите, бидејќи од 14 напади, само еден има судска разрешница и судска пресуда, што значи дека степенот на неказнивост за жал останува да биде исклучително висок. Ако го имаме небезбедни новинари, тоа не е начин и индикатори за самата демократија во една држава. Драган Сакуловски, директор на Сдруженијето на новинари на Македонија, благодарам што одвои време утре нава да поразговараме за овие важни новинарски теми кај нас. Благодарам и на вас, имате се убав ден и до гледање до слушање.